Почитувани, трансформација на македонската економија е она што следи со формирањето на следната влада предводена од ВМРО-ДПМН. Препознатливоста на ВМРО-ДПМН е во делот на одоночувањето и економијата се ниски даночни стапки на одоночување, која што политика повторно ќе ја вратиме. Во такви услови на економско обкружување, компаниите олеснето ќе стопанисуваат, а за граѓаните тоа ќе донесе повисок стандард на живење. Еден од клучните постулати на програмата е одоночување со ниски даночни стапки на данок на добивка. Целта на оваа мерка е македонските компании да се стимулираат својата добивка, да ја инвестираат, а со тоа придобивките се повеќе кратни и исклучително влијаат на растот на економијата. Фокусот на оваа политика е и да ги мотивираме мултинационалните компании да ги дислоцираат своите профитни центри во Македонија, остварувајќи добивка од работењето и данокот на добивка да го платат во државава. Фирмите кои ќе остварат добивка од над 50 милиони евра, истата ќе биде оданочена со даночна стапка на данок на добивка од 5%. Правните лица кои ќе остварат добивка од 30 до 50 милиони евра за една година, на истата ќе платат данок на добивка од 6%, а фирмите со остварена добивка од 20 до 30 милиони евра ќе бидат оданочени со данок на добивка со стапка од 8%. Потребите на секој граѓанин од инфраструктура, градинки, училишта и проекти кои се важни за граѓаните во секоја општина ќе се реализираат со рамномерен економски развој со средства од државниот буџет кои ќе се релоцираат во општините за финансирање на проекти. Македонија мора да ја вратиме на патот на раст и развој, да изградиме земја во која нема да има страф од иднината. Важно е да ја зголемиме продуктивноста. Важно е да ги намалиме даноците. Важно е да го поддржуваме домашното стопанство. Важно е да имаме развојна стратегија.